Почитувани Бог со вас. Куса проповед за слепиот Вартимеј. Евангелие според Марко, 10 глава, 46 до 52 стих. И дојдоа во Ерихон. А кога излегуваше од Ерихон, се мисли на Исус, кога излегуваше со своите ученици и со големо мноштво, Вартимеј, Тимеевиот син, слеп просјак, седеше покрај патот. И штом слушна дека тоа е Исус од Назарет, почна да вика и да зборува: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. А мнозина му се закануваа да молчи, но тој уште повеќе викаше: Давидов сине, смилувај ми се. Исус застане и рече: повикајте го. И го повикаа слепецот и му рекоа: не бој се, стани, те вика. А тој ја фрли својата наметка, скокна и дојде кај Исус. Исус проговори: што сакаш да ти направам? А слепиот му одговори: Учителе, да прогледам. Тогаш Исус му рече: оди си, твојата вера те спаси. И веднаш прогледа и тргна по него, по патот. Исус со своите ученици ја напушти Јудеја и поминувајќи преку Јордан, дојдоа во Ерихон. Во Евангелието според Марко нема подетални информации за да знаеме што се случувало во градот, но тоа што знаеме дека на излегување покрај патот седеше слепиот Вартимеј и просеше. Тоа било вообичаена пракса за оние кои биле со потежок хендикеп. Вартимеј не сакаше да ја пропушти оваа прилика, бидејќи на Исус тоа му беше последно патување во тие краеви. Вартимеј го препозна Исус, не само како еврејски учител, како другите што мислеа, туку и како Давидов син, алудирајќи на Месија, на Христос, долгоочекуваната надеж на Израел. Тој веруваше дека Исус е Месија, во негова близина и побара начин како да го реши проблемот. Затоа почна на сет глас да вика дека Исус е Давидовиот син. Народот сакаше да го замолкне, меѓутоа тој уште погласно извикуваше. Потоа Исус застана и нареди да го доведат кај него. Само што му рекоа дека го вика, тој ја фрли на метката, знаеше дека веќе нема да проси, скокна и отиде кај Исус, и Исус го прашува: што сакаш да ти направам? А тој рече дека сака да прогледа. Исус, согледувајќи ја неговата вера, што го призна дека е Месија и Спасител на светот, Давидов син, му рече: оди си, твојата вера те спаси. Во истиот миг прогледа и тргна по него. Вартимеј стана Христов следбеник и ученик. Го славеше Бог и се радуваше што му припаѓа на Бог и што го реши најголемиот проблем во животот. Со овој настан или од овој настан поуката е ова: тие што гледаа со своите физички очи не беа во состојба да го видат исполнувањето на писмото, дека Исус е вистинскиот Месија. А Вартимеј, иеко беше слеп, гледаше подобро од оние што гледаа физички, бидејќи имаше вера во Месијата, во Христос. Тоа се усогласува со Исусовата изјава: на суд дојдов на овој свет, тие што гледаат да станат слепи, а тие што се слепи да прогледаат. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 9 глава. Како второ, Вартимеј бараше милост од милостивиот Бог. Тие што биле хендикепирани, знаеле дека не може никој од луѓето да им помогне и според тогашното мислење, се сметало дека секој што има некој физички недостаток е казнет и проклет од Бог. Меѓутоа Вартимеј му се обрати на Исус како на Бог кој може да го исцели, признавајќи дека е Бог над боговите и лекар над лекарите. Бог во Стариот Завет му се објави на Израел дека е нивен исцелител. Тој вели: зашто јас сум Господ твој исцелител. 2 Мојсеева книга, 15 глава, 26 стих. Вартимеј го најде ова исцелување во името на Исус. И како трето, Вартимеј стана Христов ученик, бидејќи веднаш тргна по него.
Да бидеш Христов ученик подразбира да ја имаш Христовата наука и да ја применуваш во твојот секојдневен живот. Затоа Исус им рече на јудејците, кои веруваа или кои поверуваа: ако вие пребивате во моето учење, навистина сте мои ученици. Ако и ти денес поверуваш во Исус Христос дека е Спасителот на светот, Месијата или уште попрецизно Спасител лично на твојата душа, и ако се покаеш од сите твои гревови, Бог е верен и ќе ти прости, и штом ќе го примиш Светиот Дух, ќе станеш Негов син или ќерка, наследник на вечните добрини, вечното Божјо царство. Да, Бог е милостив и се уште чека слепите да го побараат. Бог нека ве благослови и Бог нека биде со вас. Амин.